Почитувани граѓани, почитувани медиуми, пресудите за плацеви на Водно се уште една потврда на она што граѓаните, на она што македонската јавност сите многу добро го знаат. ВМРО-ДПМН е криминална партија. Шефот на Мицкоски, избеганиот криминалец Никола Груевски, е осуден на 7 години затвор. Конфискуван му е имот затоа што незаконски го стекнал, перел пари, незаконски се богател преку криминални белизе шеми. Овој докажан и потврден криминален срам за ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски е огромен. Прво, затоа што во периодот додека се правеле овие криминали, во 2015 година Мицкоски му бил советник на Никола Груевски, а потоа Мицкоски станува и генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Во предметот плацеви на Водно, избеганиот Никола Груевски практично ја ограбил и ВМРО-ДПМН. Парите ги перел со белизе, шеми и други криминални начини за да купи плацеви од 11.000 метри квадратни за себе на Водно. Зошто Мицкоски молчи? Зошто се уште го брани криминалецот, неговиот шеф? Барем за парите од ВМРО-ДПМН нешто да кажеше. Или Груевски сепак на Мицкоски му е најважен? Тој му е над се. Има бројни пресуди и признанија на функционери од ВМРО-ДПМН за криминал. Ниту Мицкоски, ниту неговата партија не се оградија од криминалот, не им се извинија на граѓаните, не побара одговорност. Ниту еднаш. Почитувани, на сите ни е јасно зошто е тоа така. Единствената политичка агенда на Христијан Мицкоски сите овие години е како да ја кочи правдата, државата, за да го одбрани криминалот на Никола Груевски. Во оваа нереформирана партија нема никаква промена. После сето ова, после овие пресуди и признанија за криминал од енормни размери, нема друго. Христијан Мицкоски треба да си поднесе оставка. Во едно демократско општество, како и насекаде во демократскиот свет, не може политичари кои бранат криминал да добијат доверба од граѓаните. Ви благодарам.